Добро вечер, почитувани во уште едно издание на Клик Плюс на Телевизија 21, со мене Љубиша Цветковски. Се бројат деновите на овој пратенички состав, следуваат изборите и парламентарни и председателски. Политичките куини на големо се подготвуваат да истрчаат пред народот и да го повикаат нивниот глас, но за кого тој ќе одлучи во плејадата на политички партии, некои нови формирани, некои стари, дали сликата на парламентарниот состав, оној што ќе го добиеме пред летото, ќе ги отслика реалните заложби на политичарите, но и желбата на граѓаните, оставаме да покаже времето. Новоформираното движење на народот, поточно ЗНАМ на Максим Димитриевски, веќе барем според некои партиски анкети има солиден скор. Но дали тоа ќе се отслика на изборите е првото прашање до Максим Димитриевски, председател на ЗНАМ и градоначалник на Куманово. Добро вечер и добре дојдовте, Димитриевски, среќни празници, прво интервју за оваа година. Добро вечер, Љубиша, и на вас и на гледачите на ТВ21, еве во моје име, во име на сите членови на ЗНАМ, да честитам нова година и празниците кои што измина. Посакам здравје и успех во секој дом, просперитет и една убава, позитивна година на промени во нашата држава. Колку пратеници очекува ЗНАМ? Па ние не се водиме од бројот на пратеници, ние се водиме од концепт, сакаме да организираме сериозен политички субјект, кој што ќе излезе на следните парламентарни и председателски избори, ќе понуди една нова опција на граѓаните, кој што ќе има за цел да ја добие поддршката на граѓаните и да ја ослободи оваа држава, бидејќи државата е приватизирана од страна на политичките субјекти кои што ја владеат веќе со децении наназад, а таков е примерот и со оваа актуелна власт на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Но конкретно, Димитриевски, сигурно правите анализи. Може ли од досега сработеното и она што секојдневно сте на терен, во секој малтене град низ државава, формирате ограноци, учествувате на трибини, се приклучуваат членови. Колку пратеници може да очекува партијата ЗНАМ? Па видете, ние сме во фаза на формирање на општински организации. Еве вчера завршивме многу успешна конференција во Прилеп со над околу 200 делегати. Присуство, интересот на граѓаните е огромен, голем е, онаа што многу ни дава поттик повеќе да работиме, што доаѓаат луѓе кои што не се занимавале со политика, но и луѓе кои што биле членови и лево и десно. Што значи и од ВМРО и од СДСМ имате членови во ЗНАМ? Апсолутно имаме, дури имаме членови и од други етнички заедници, албанската, турската, ромската, српската, влашката, бошњашката. Ние сме отворена граѓанска партија која што сега ја развива својата инфраструктура. Верувам дека ќе се консолидираме до изборите. Ги спомнавте анкетите. За жал во Македонија анкетите се користат од страна на политичките субјекти и одредени агенции за креирање на јавното мнение, не за сондирање на јавното мнение. Некои од нив се делумно релевантни, некои од нив воопшто не се релевантни. Како политички субјект работиме и собствени истражувања, но најдобрата анкета ќе ја кажат граѓаните на престојните парламентарни избори. Но неофицијално се зборува дека според анкетите и од едниот и од другиот политички табор, па и од вашите, дека добро котирате и ајде сега јас можеби ќе откријам околу 5 до 6 пратеници се очекува ЗНАМ да добие. Дури повеќе. Мислите во една изборна единица? Па видете, дипломатски нема што. Значи, дури подобро котирате и од левица, барем на тие анкети. Сите анкети покажуваат голем раст на ЗНАМ, но ајде да го почекаме моментот да излеземе со нашата програма и да видат што тоа сме различни ние од останатите.
Прво се работи за еден нов политички субјект, каде што ќе видиме за прв пат нови лица, ќе добијат шанса лица кои што никогаш не се пробале или не добиле шанса во политиката. Знаеш, кај нас се создаде едно чувство за политичара воопшто и во сите институции на системот е тако. Ако тргнете во болница, ќе видите лекар кој што е лекар еминентен, но претходно и неговите родители исто така биле лекари и тоа се создава едно чувство на оставштина, дека таква е состојбата и во политичките субјекти. Таткото бил градоначалник, синот станал сега премиер и тоа се пренаса од колено на колено. Политиката, еве, јас јавно ја користам оваа прилика да ги повикам сите граѓани да се одважат, да се вклучат во политичкиот живот, бидејќи ние не можеме да чекаме некој нештата да ни ги промени од надвор. Мора да се ангажираме сите и да ги промениме самите за себе си и за идните генерации. Сакате да кажете дека не преферирате во вашата партија политичари кои биле досега дел од политичката сцена во Македонија, како од едната, така од другата страна. Рековте дека во едно интервју и тука кај мене, рековте дека нема да откривам звучни имиња, но има имиња кои биле нешто во политиката, кои сакаат да бидат дознати. Не луѓе кои што биле во политиката, мојот став е дека не треба да добијат шанса луѓе кои што биле во политиката и наштетиле со нивните постапки на нашата држава и дале свој допринос да се наоѓаме денеска во ваква состојба како што се наоѓаме. Но имате и голем број на политички активисти кои што биле инволвирани во политичките процеси, но не поднеле одговорност да дојдат во состојба на позиција да менаџираат одредени ресори и така натаму, но како и да е, ние сме отворени за сите, сакаме да ги анимираме сите во државата, а тој кој што ќе реши да ни се приклучи е секогаш добре дојден. Но сметам дека онаа што ќе биде многу специфично на следните парламентарни избори, за прв пат граѓаните ќе имаат можност и опција да гласаат за, а не да гласаат против, бидејќи во минатото знаете како беше. Поделен на црно-сив, не црно-бел свет, таков е политичкиот колорит во државата, гласате за едните и за другите. Сега, со зголемување на конкуренцијата и политичката борба на политичката сцена, се отвараат и нови опции, нови можности и граѓаните можат да одлучуваат. Тој кој што ќе успее да ги убеди граѓаните дека тоа што го ветува всушност и го имплементира, ќе добие, верувам, поддршката на граѓаните. Секогаш имате одреден политички естаблишмент кој што се нуди на изборите со одредена програма и одредена поддршка која што ја добива од сигурни гласачи кои што се партиски членови, но да не заборавиме дека секогаш судбината на државата ја одлучувале токму неопределените гласачи и симпатизерите на едната или другата или третата политичка опција. Ние се разликуваме од останатите по однос на тоа, бидејќи многу често покажуваат со прст сите си исти, не сме исти. Ние тоа што го ветуваме, ние и го имплементираме. Такове доказот во општина Куманово. Во многу полесна ситуација сте, за разлика од двата најголеми политички табори кај македонците ВМРО и СДСМ, од она што го ветувале и оствариле, бидејќи вие сте нов политички субјект и се уште немате некој багаж позади вас. Па ние нема ни да дозволиме да имаме багаж, бидејќи се држиме за зборот. За мене се уште постои слоганот кој што од претходните избори, кога бев член на друга политичка партија, од која што ми избрка, зборот си е збор и јас тоа го потенцирам и го држам. Зошто? Бидејќи тоа што ќе го ставите на хартија, првенствено треба да биде реално перцепирано, да им биде понудено на граѓаните и потоа да имате интенција да го реализирате. Не ветивме бесплатен автобуски превоз, Куманово има бесплатен автобуски превоз. Да, што не е случајот тука во Скопје, иако беше на хартија и едно од ветувањата. Димитриевски, имате ли повици од ваши поранешни сопартици од матичната поранешна ваша партија СДСМ за приклучување во вашето движење? Првично имало многу обиди во минатото за комуникација од мои поранешни сопартици. Дел од нив апсолутно не сакам да имам никаква соработка, зборувам за лидершипот на партијата, а секојдневни се повиците не само од
мои поранешни сопартици, туку и од членови на други политички партии, и од помалите, а и од партиите кои провенираат од десната провиненција. Што значи да кажете дека и истакнати политичари од ВМРО, ДПМН имаат комуникација со вас? Значи, видите, политиката подразбира комуникација. Вие не можете да се занимавате со политика ако немате отворен канал на комуникација со сите политички субјекти кои што се активни на политичката сцена, но кај нас постои едно нешто, а тоа се вика принцип. Ние не сакаме да бидеме лицемерни пред граѓаните и да им работиме позади грбот, како што одредени политички партии тоа го прават во континуитет. Видите, најпростиот пример за тоа, вие актуелен лидер на опозиција ви комуницира со поранешен премиер, а актуелен премиер ви комуницира со поранешен премиер кој што сега е во опозиција и во бегство. И тие прво тоа го негираат, а потоа во јавноста тоа се потврдува дека функционира. Тоа е едно класично лицемерие кон граѓаните и изневерување на гласачите и нивните очекувања. Ние функционираме врз база на принципи, ќе се држиме до основните начала. Прво, за да бидете во политиката, потребно е да поседувате покрај лидерски квалитети, дополнително карактер, интегритет и став. За жал, ставот осуствува подолг временски период на политичката сцена. И затоа одиме со креативни решенија и таква ќе биде нашата програма. Верувам дека ќе успееме да допреме до секој граѓанин, да ги анимираме граѓаните да излезат на избори, а на крајот тие ќе одлучат на кого ќе ја дадат својата подршка. Димитриевски, важите за човек кој ги разбира политичките случувања и умешно ги анализира, па може би ќе видиме во догледно време и применува во пракса, но последните случувања во поранешната ваша матична партија, СДСМ, изгледаат доста турбулентни. Последна е информацијата дека екс-председателот Зоран Заев му наложил на актуелниот председател Димитар Ковачевски до 28 овој месец да го напушти местото во СДСМ. Имате ли вие таква информација и зошто тоа сега се случува? Видете, прво да расчистиме една работа овде кај вас. За мене ова актуелно раководство на СДСМ и тоа претходното кое што си замина, кое што ништо не се разликува помеѓу себе, се завршена работа. Јас како Максим Димитриевски денеска сум избран на позиција времен председател на политичка партија Движење Знам за наша Македонија и мојата обврска е да ги креирам заедно со моите сопартици, значи идните политики на овој политички субјект кој што ќе сака да преземе обврска, да ја води државата во следниот период и да излече од оваа тешка социјоекономска криза, да се бори реално против корупцијата и да создаде една професионална држава со професионални институции, каде што ќе се знае циклус реално не може да дојде Максим Димитриевски да ја води државата. Што се однесува до тезите кои што ги споменавте, дали е тоа вистина или не, тоа најдобро може да одговори самиот Ковачевски. Јас со Ковачевски имам само куртоазна комуникација, како што имам и со Мицковски и со други лидери на политички партии, по една куртоазна порака, честитка за нова година, што понатаму ќе се случува не знам, но онаа што сигурно знам во овој момент е дека ние во една состојба на добивање на поддршка на граѓаните нема да има никаков простор да разговараме и дискутираме со луѓе кои што се имаат огрешено на оваа држава, на македонскиот народ и на граѓаните на Македонија во делот на своите постапувања од позиција на власта. Продавање на државни, национални интереси и продавање на сето онаа што е свето за нас, а првенствено тоа е народно-ослободителната борба и придобивките на Крушевската република. Овој претенички состав не успеа да ги изгласа уставните измени за кои беа потребни 2/3 промена на уставот и внесувањето на бугарите во преамбулата. Вашиот став е јасен и многу пати кажан. Дали може би идниот претенички состав ќе собере храброст и сила и да ги изгласа уставните измени? Па ние имавме став по оваа прашање и нашиот став, мислам, го изнесовме минатата година во јуни, јас лично на една емисија на друга национална телевизија. Утре дента истиот беше земен како плагијат и објавен во јавноста од лидерот
на опозицијата по лидерската средба, и ако не знам каква лидерска средба е, бидејќи оваа држава нема само 20 политички представници. Лидерска средба е кога ќе седнат представници на сите политички партии и ќе разговараат за тој проблем. Во спротивно немате соодветно и адекватно решение на маса кое што ќе биде поддржано консензуално од сите. И тогаш реков, нашиот устав е отворен, граѓански, има простор за сите. Ние треба да добиеме гаранции од страна на Софија дека нема да бидеме негирани како народ, историја, јазик, култура и да постои одреден реципроцитет. Воопшто не е проблем бугарите да влезат во уставот на Македонија, како дополнително тие се наши сограѓани, се изјасниле на попис, живеат тука, но првенствено не смееме да дозволиме од нивното внесување да бидеме во моментов сме негирани од надвор, да бидеме негирани од собствените граѓани внатре, дека македонскиот народ не постои. И затоа дадовме решение дека треба да се направи една таква измена, но имплементацијата на уставните амандмани да биде веднаш по моментот на полноправно членство на Македонија во Европската унија. Тоа би било и дополнителна заштита од страна на државата и гаранција на Европска унија дека нема да дојдат и други барања официјални од Софија во делот на блокадата и користењето на вето како право во нашиот стопирање на нашиот евроинтегративен пат. Но како и да е, тој плагијат беше изнесен во јавноста и ние ќе се држиме до тие ставови, но не исклучувам да понудиме и други решенија. Како и да е, тоа ќе биде одговорна одлука на следната една власт, бидејќи факт е дека Македонија стратешката цел е НАТО, Европската унија едната ја имаме. Тоа се случи веднаш по Преспанскиот договор, кој што многу пати го имаме коментирано, а сега во моментов следната цел е членство во Европската унија или добивање на датумот за предпристапни преговори. Кога веќе го споменавме договорот од Преспа и обврска, една од обврските што ја презеде државава, менувањето на личните документи, кој предизвика лавини реакции, турканици и гужви. Деновиве сме сведоци на изјавите и од председателот Пендаровски и од Ковачевски за пролонгирање на рокот, но кога станува збор за меѓудржавен договор, тогаш мора согласност и од двете страни. Кој е вашето? Видите, ова е срамота што им се прави на граѓаните на Македонија. Првенствено, целиот тој процес требаше да биде завршен и финансиски покриен од страна на државата, да не се излагаат граѓаните на дополнителен трошок, бидејќи тие не се виновни за тој договор кој што се случи. Одговорноста е на власта, на политичката елита која што владее. Дополнително, видите, договорот има две страни. И двете страни имаат обврски. Од другата страна немаме мрднато ни милиметар. Оваа година сите ја посетивме Грција, се уште не постои табла ни со Северна Република Северна Македонија, пишува едно знакче Скопје, и таму централната власт, ако разговарате со неја, ја префрла топката на регионалната, кантонална или локална власт во делот на Солун, а локалната власт ја префрла топката на централната власт, а се уште нема никаква имплементација од договорот од нивна страна. И затоа, според мене, овој договор можеби можел да се уреди дополнително со некои договори и со анекси да се допрецизираат некои работи. На крајот на краиштата ова што се спроведува сега е техничка работа. Срамно е да ги гледаме вака граѓаните каде стојат во колонии, се туркаат за да добијат личен документ, а уште поголем срам е нефункционалноста на Министерството за внатрешни работи да ја спроведе целата постапка, бидејќи истата не е изнудена и од вчера, таа беше планирана подолг временски период и најавувана. Треба да им се каже на граѓаните да имате рок, толку и толку, дополнително се пролонгира рокот и сето тоа ќе биде бесплатно, бидејќи вие не сте виновни за тоа што морате да ги промените собствените документи. Како ќе се развиваат работите и дали ќе интервенира шефот на државава до колешката обврска? Реално не може да ја спроведа таа целосна постапка во целост за толку крат временски период. Ние уште малку ќе влеземе во изборниот период, оваа власт ќе си замине, ќе дојдат посериозни луѓе, ќе ја реорганизираат работата и ќе ја завршат таа работа на сметка на државата. Да, но и дали може да се случи некој од граѓаните да не може да го остори своето право доколку нема променето лични документи? Па видете, не сум навлегувал толку длабоко, но сигурно дека може да се злоупотреби и тој момент и едноставно да се
направат нови документи на сите оние сигурни гласачи. Сме имале такви системи нели во политичките субјекти и такви изборни процеси, а сите оние неопределени да бидат ставени по страна, но верувам дека некој би се дрзнал да оди до толку далеку и да програмира или да планира такви активности, бидејќи сметам дека тогаш во тој момент народот ќе биде крајно разочаран, ќе се почувствува изневерен, злоупотребен и ќе реагира на такво нешто. Дури од Државната изборна комисија, кога веќе сме околу овие технички прашања за изборите, излегува со податокот дека се уште работат на изнаоѓање на решение на фингерпринтовите, бидејќи ќе имаме еден изборен циклус заеднички, председателски и парламентарен. За едниот треба и цензус. Како ќе биде составањето на отисок од прст? Прво, на сите изборни процеси се уверивме дека сите тие тешки техники кои што ги набавуваа претходно и се трошеа милионски суми, не во целост секаде функционира. И пак сето тоа се сведува на подпис во избирачкиот список, до место кај што е вашата слика. Имало и во минатото злоупотреби, не верувам дека сега ќе се анулираат сите, бидејќи секогаш се бара начинот како да се дојде поевтино до гласови. Имало големи злоупотреби во сите изборни циклуси. Јас тоа го почувствував на локалните избори во Куманово многу директно и многу брутално, со инволвирање на ете да кажам, голем дел од државниот апарат во изборниот процес, вклучувајќи тука и злоупотреба на многу поединци кои што беа вработени претходно во Министерство за внатрешни работи и други државни институции, но како и да е, да кажам за Државната изборна комисија, дека сепак таа е политичко тело, кое што се сочинуваат представници кои што ги делегираат политички партии, и сметам дека нашата тенденција како држава треба да биде да создадеме една независна државна изборна комисија која што ќе им служи првенствено на граѓаните и да биде во функција на развој на демократијата и дополнително да обезбеди сигурност на гласачите. Да се реализира, особено сега со изборот за нов член во Државната изборна комисија и најавениот бојкот на новоформираната албанска опозиција. Тоа ви е само пример дека ако сме таму присутни, тогаш е се во ред. Ако не сме таму, ништо не чини. Не може нештото да се поставува така. И тоа ни е во системот направено секаде, во сите министерства, во целиот државен апарат. Значи сега и масовната партизација на судството, особено тоа е евидентно, се прави од актуелната власт и тоа директно под оној вечитиот партнер во власта ДУИ, каде што е навлегува и во законодавната, и во извршната, а денеска и во независната судска власт, случаи со Уставниот суд, дополнително и со обвинителството, и потоа формирате партиски ќелии во сите институции и преку партијата имате контрола. Јас тој термин го нарекувам заробена или приватна држава. И нашата цел е да ослободиме државата од таквите влијанија. Нели до 2016 година под слоганот "Нема правда, нема мир" се залагаме за департизација на државниот апарат. Вие имате денеска двојна партизација. Ви излегува министер за внатрешни работи, ви вели двојно е зголемена бројката на вработени во Министерство за внатрешни работи. Ајде да го видиме списокот на листата кои се вработени, по кој основ, како се вработени и колку тоа безбедноста во Македонија е зголемена. А гледате дека се убиваат луѓе на улица, се пука во молови, значи секој дневно имате одредени безбедносни проблеми во државата, ви влегуваат групи насилници во манав, без разлика дали се тие партиски или не се. Во сериозни држави таквите акти се третираат како терористички акт, кај нас дури не се определува ни притвор. Зошто е тоа така? Политичкото влијание е премногу големо во институциите на системот и во обвинителство и во судската власт. Да, владењето на правото е основна нитка за развој на државата. Сериозна беше вчера пораката и на холандскиот амбасадор Кот, посредбата со лидерот на ДУИ Али Ахмети за владењето на правото, која оди дотамо дека било која држава може да стави вето во процесот на преговарање со Европската Унија. Дали може би е... Ако ми дозволите во контекст на ова со амбасадорите,
Значи, јас ја почитувам нивната работа, е исклучително позитивна и тие сакаат добро на оваа држава, но првенствено ние добиеме во изминатиот период многу такви пораки од меѓународната заедница, но за жал кај нас ништо не се случи. Видете, имате примери, ви ги ставаат луѓе на црни листи, наше официјално обвинителство се уште не се обраќа до нив да ги добијат документите, зошто тие луѓе се на црна листа. Значи не се водат постапки. Има најава Димитриевски дека се подготвува законско решение за примена и прифаќање на тие информации што ги има и Соединетите Американски држави во борбата против корупцијата и ставањето на листите и Обединетото кралство, дека ќе влезе пред пратениците тоа законско решение. Видете, во борбата против корупцијата, но многу тешко оди. Не е работа да се решава тоа со законско решение. Вие во правото имате терминологија екс официо по допрен глас. Веднаш штом ќе добиете информација за такво нешто како орган кој што е должен да ја води постапката за истрага, мора да отворите постапка и да ги проверите сите тие податоци. Дали некој стапил во контакт со представниците на амбасадите кои што имаат одредени тврдања. Никој ништо, барем за сега, не се излезе во јавност со такви информации. Но да, може би законот за рестриктивни мерки така од друга страна, видете, предолг временски период, сите тие забелешки кои дојдоа од меѓународна заедница, особено со доаѓањето на последната американска амбасадорка во државата, која што многу отворено и децидно кажа дека таа е тука за да ја помогне на државата да се бори против корупцијата. Претходно корупцијата не ја споменуваше никој и одеднаш сите од владата излегоа, почнаа да климат со глава и да го потврдуваат да има корупција, ќе се бориме. Па ние имаме официјални институции кои што треба да го работат тоа. Но проблемот е друг. Ви имате голем број неискусни оперативци во системот, кои што можат сериозно да се борат против корупцијата, но тие не се борат против сериозната корупција. Тие водат постапки за Максим, за друг, за трет, по член 353 и така натаму, секојдневно ги трошат своите ресурси. Зошто? За да на тој начин извршат дополнителен политички притисок на неистомислениците, значи празни предмети, ги процесуираат пред обвинителство. Сето тоа е координирано на релација орган за давање на асистенција во истрагата МВР согласно протоколот за работа со обвинителството, обвинител кој што е дојден по партиска цел тука на тоа работно место да штити интереси на поединци, а не на државата, и на крајот може и многу лесно да заврши процесуиран предмет кај партиски војник во делот на судството или избран судија легитимен и да ве осудат без било каков доказ. Тоа се случува. Ние веќе го земам случајот за Сопот, кога се објави дека е изграден објект кој што е всушност објект музеј и така натаму, ние како општина превземаме целосна активност, поднесовме кривична пријава против еден лице. Во тој случај, бидејќи се работи за незаконска градба. Побаравме асистенција од МВР да го утврди идентитетот на лицето и замислете, добиваме одговор официјален од МВР дека идентитетот на лицето со иницијали Ш, му го заборавам презимето, е утврден и бараат од нас како општина Куманово да му поднесеме кривична пријава. Тие по службена должност постапуваат, поднасаат, информираат обвинителство и поднесуваат кривична пријава. Тоа е бегање од одговорност. Зошто? За да не се замерат на својот коалициски партнер од ДУИ, бидејќи целиот лидершип беше на оваа незаконска иницијатива таму присутен. И што е епилогот таму? Епилогот е од тоа, документите стојат во фиока на Кумановското основно обвинителство, дали ќе бидат активирани или не, времето ќе покаже, но меѓу време сигурно градоначалникот ќе го викнат на неколку распити по некои други, трети, четврти предмети кои што се безпредметни. Но како и да е, ќе го издржиме и тоа, ќе ги промениме и тие обвинители, ќе донесеме вистински професионалци, ќе ги промениме и судиите, ќе донесеме вистински професионалци, нема да спроведеме ветинг, ќе направиме ревизија на предметите и ќе зборувате како да дојдовте на чело, да ја освоивте власта и дојдовте на чело. Не, Љубиша, ние ќе им понудиме на граѓаните. А граѓаните ако одлучат во ред, ако не, нека си го живеат своето време така како што одлучи. Димитриевски се зборува дека ќе имате солиден број на пратеници, барем така велат и анкетите. Дали Максим Димитриевски, и знам, е подготвен да коалицира
и да ги даде поддршка за новата влада со ВМРО на ВМРО ДПМН? Видите, нашата цел не е да коалицираме, нашата цел е да понудиме опција кој ќе коалицира со нас. Значи, нашата цел и нашиот таргет е да ја освоиме власта. Дали ќе успееме во тоа? Добро. Не знам, но сигурно Може знам... би за некој следен изборен циклус, за овој сигурно не. Да, но сигурно да знам бидеме, дека да бидеме реални, за сите мислам... итни соработки на политичкиот простор во државата ќе ги донесат официјалните органи и тела на партијата. Со кого тоа ќе коалицираме, со кого ќе соработуваме, тоа ќе го разговараме по изборите. Но сигурен сум дека нема да коалицираме со тие кои што нанеле зло на Македонија. Но Димитриевски, честно е на граѓаните, оние кои го даваат гласот за Максим Димитриевски, за знам. Вие сигурно ќе бидете ли на листа, вие носител или сте размислувале за тоа? Што мислите вие, дали ќе бидам на листа? Па ако сум веќе влезен во еден процес и сум одлучил да бидам председател на еден политички, сериозен политички субјект, секако дека ќе влезам во изборниот процес и ќе се надпреварувам за превземање на одговорност и менаџирање на државата во следниот временски период. Што значи дека Куманово би требало да гласа и за градоначалник? Значи, веднаш по дефолт по изборите, во однос на тоа каков ќе биде резултатот и ќе одлучиме и доколку добиеме апсолутна поддршка од граѓаните. Секако ќе излезам пред моите кумановци, ќе им објаснам каде тоа имаме застанато, каква е состојбата. Состојбата во општината е одлична, една од финансиски најстабилни општини, претходно пред 6 години финансиски една од трите најзаглавени општини, се реализираат голем број на проекти. Ова година развојната програма на општина Куманово е рекордно најголема во историја на постоење на градот. Голем број на инвестиции, спортска сала, нови градски паркови, реконструкција на постоечки градски паркови, многу нови улици, решавање на проблеми во рурални средини. Сето тоа ќе го презентирам и одиме понатаму. Видите, вие можете да стабилизирате колку сакате една општина. Ако немате стабилна држава, која што домаќински се менаџира, не можете да одите напред ниту како општина, зашто се губите самиот во себе си, бидејќи ние немаме доволно ниво на фискална или финансиска децентрализација. Да. Македонија очигледно има многу пари, но парите на крајот не се ефектуираат на терен да ги почувствуваат граѓаните. Ке ве вратам 15 години наназад, колку беше буџетот, двојно помал од овој кој што ние го имаме денеска. Дури и тогаш се реализира посериозни капитални проекти во државата, отколку што се реализираат денеска. Процесот на децентрализација да се прати и финансиската централизација. Мора да се спуштат парите до граѓаните, тие ги плаќаат, мора да им се вратат назад. Димитриевски, сметате ли дека е честно, вие како искусен политичар, на граѓаните, кога го барате вашиот глас на избори на трибини, да им кажете: јас како Максим Димитриевски и како политичка партија знам, по изборите, доколку освојам 5-6 пратеници кои би можеле да бидат клучни во формирањето на новата влада, ќе коалицирам со ВМРО или со СДСМ, или со ДУИ, или со албанската опозиција. Да, апсолутно, и ние тоа ќе го сториме. Ако освоиме 5-6 пратеници, можеби нема да бидеме и составен дел на идната власт. Можеби ќе делуваме како опозиција. Се зависи од договорите, преговорите, не во делот на распределба на местата и ресорите, во делот на концепцијските одлуки. Јас многу пати имам кажано дека првенствено ние ќе понудиме една национална платформа во делот на моноетничките политички субјекти, првенствено кај македонците, кои што ќе мора да се дефинира, дополнително да се седне отворено да се разговара за соживотот кој што го имаме во државата, бидејќи ние во моментов не градиме мултиетничко општество, Македонија гради биетничко општество и класична сегрегација. Јас доаѓам од еден мултиетнички град, менаџирам таков град и тоа секојдневно го чувствувам. Па нас децата ни се поделени во забавиште или во детска градинка, да не зборувам во основно или средно училиште. Како ние ќе живееме заедно и како сите ќе се интегрираме во системот, ако вие денеска имате генерации и генерации на млади луѓе кои што не се
составен дел на македонскиот народ, а не го говорат македонскиот јазик. За каква интеграција зборуваме? Каква држава ќе градиме тогаш ние? Лидерите на Европскиот сојуз за промени, кои го водат Меджитика, Сами и Гаши, побара и промена на дел од националната химна. Видете, сите теми во делот на таквите дискусии се затворени. Значи, ние како македонски народ направиме големи отстапки. Може би тие отстапки требало да се направат и пред 30-40 и повеќе години, но како и да е, во моментот вие во Македонија, кога зборувате со македонците, чувствувате една голема фрустрираност. Зошто? Затоа што сметаат дека делови од албанците кои што живеат во Македонија всушност се привилегирани, особено членовите на ДУИ. Зошто? ДУИ манифестира самовласти и 20 години во континуитет. Кажете ми еден случај кој функционер од ДУИ има одговарано. Ке најдете функционер и од ВМРО и од СДСМ осуден, казна затвор, издржување, вие немате високи функционери и имиња, а се врзува толка голем број на афери, па денеска точно се знае кој политичар, кој бизнис во државата контролира. Тоа на секој чекор граѓаните го зборуваат. На секој чекор и се потврдува, ви доаѓаат различни инвеститори. Што очекувате од овој изборен циклус? Може ли нешто во таа насока да се промени? Дали може би на сметка на ДУИ Европскиот сојуз за промени, па и Алијанса на Таравари, која е дел од сегашната владина коалиција, да се изротираат или? Значи, без разлика дали ќе се изротираат или не, првенствено ќе мора да се промени менталниот склоп. Законот е напишан, не се толкува, по него се постапува, кај нас сите ги толкуваат законите. Значи, законот мора да се почитува, кај нас нема владење на право. Ние ќе се бориме да се имплементира правото и да се постапува, да има правда подеднакво за сите. Кој направил грешка да одговара без разлика дали е член на ДУИ, СДСМ, ВМРО, знам или било која друга политичка партија. Денеска примерот не е таков. Кревате телефон и си вршите по партиска линија работа, за вас законот не важи, за обичниот граѓанин важи. Па не може еден политичар да одговара за дело по член 353 6 месеци да биде казнет, а еден граѓанин кој што продавал на црно некоја си стока, кисели краставички на пазар, да биде затворен и да лежи 1 година затвор, како што имаше случаи за продажба на чаеви, не знам, тутун, акцизна стока и некои други работи. Видите, државата ви дала мандат на вас да менаџирате со државните, народните пари. Вие правите злоупотреба и со тој закон тие се само амнестира. Прво нешто кога ќе дојдеме, ако дојдеме во опозиција да имплементираме власт, првенствено ќе го повлечеме тој закон. Не можете со плата да се само наградите себе си, ако веќе имате одреден фонд на пари во буџетот кои што ги распоредувате да го качите личниот доход, не можете да го качите само на функционерите, солидарно ќе ги распределите на сите, нели Македонија е солидарна држава. Па малку и за пензионерите, малку и за вработените во државна јавна администрација. Мора да се примени, но имаше најави. Имаше начин да се смени законот. Како според вас, дали може би, доколку дојдете до позиција да им практицирате власт, дали би предложиле и како би го решиле тоа 78% зголемување на функционерите, и вие сте во таа категорија? Да, и јас сум. Да. И затоа секој месец донирам одредени средства, што не е во ред. Значи, треба да се намали таа плата и паралелно со тоа да се пресметаат. Да, тоа не е ваша донација, тоа е донација од пари од буџетот, така? Па всушност тие пари легнуваат кај сметна сметка кај секој функционер. И таа е неправедна распределба на тие средства. Ако се споредиме во регионот, дали сме ние со платите на тоа ниво како колегите кои што се занимаваат со таа дејност, не сме. Но од друга страна, ако се споредиме со нашите граѓани, вие не можете самите себе си да се наградувате. Ако се споредат со оние од регионот, така е, има голема диспропорција. Тие средства некаде се зборува околу, немам точна пресметка, но мислам дека оваа година вкупно околу 60 милиони евра од буџетот се пренаменија за дополнителни додатоци за зголемување на плати. Сите се повика на одлуката на Уставен суд, сите као нешто ќе менуваат, на крајот сите се повлекуваат, си чутат, си ја примаат платата и тоа е за тоа. Ќе го премениме тој закон, ќе ги пресметаме тие средства во буџетот, ќе седнеме и ќе поразговараме и со Сдруженијето на работодавците, и со Сдруженијето на пензионерите,
И ќе ги распределиме подеднакво за сите. Нека има и за раководителите, и за носители на јавни и државни функции, но нека има и за граѓаните и обичниот граѓанин да почувствува, бидејќи тие пари се буџетски, на крајот на денот тие пари доаѓаат од граѓаните. Но камо среќа да е само тоа гревот на оваа власт. Имаме толку многу пропусти, толку многу уназадување на нашата држава. Нам државните ресурси не излегуваат секојдневно. Видете што ни се случува со Фени сега. Фени, кој што е инвестиција од 1 милијарда евра, кој што имала Македонија след 83-та, 84-та среќа, тогаш со тогашни фондови, со банки, зајмови и така натаму, да се изгради капацитет од 1 милијарда евра, кој што потоа, мислам дека тогаш цената на чинење на производството била околу $3,700 по тон руда, 3,500 било производството, цената била на пазарот 3,500, 6,700 било производството, бил во самиот старт пробно пуштен 2 години, па затворен, се чекало да се зголеми цената. Цената гравитира, значи, од 6,700 дури до $120,000 по тон по периодот од 80 години нанасад. Денеска имате солидна разлика во делот на производството, а всушност немате рентабилност. На што се должи тоа? Значи дека нешто не функционира како треба. Домаќинско работење. Значи, истото ви се случува и во мермените комбинати. Видите, Песок и Чакал имаат неколку фирми дозвола за експлоатација на Песок и Чакал. Па се граба тоа врз база на одржување на речни корити, се изнесува масовно. Димитриевски, блиц прашање. Оптимистите дека автопатите Бехтел и Енка ќе ги изградат во предвидениот рок? Кога веќе зборуваме за капитални инвестиции, па потоа ќе Јас го критикувам проектот Коридор 8 од друг аспект, не од аспект дали Енка и Бехтел имаат капацитет да го изградат, сигурно дека имаат, тоа е многу сериозна, еминентна компанија. Прашањето е на кој начин е распишан тендерот, како е доделен, на кого, колку пари во моментов има исплатено Македонија. Таму пукаат 2 димни бомби, само и правеа представа за јавност. Уште немаат мрднато 1 милиметар. Кај е Артан Груби да ја ставиме ичката таму повторно да ја видиме? Од Коридорот 8 нема ништо. Видите, ние веќе градиме еден Коридор 8. Тоа ви е делницата Тетово, Гостивар, Кичево, Струга. И само Струга треба да ја поврзете поквалитетно со Албанија. Ви покрај тоа градите една нова траса, Коридор 8, пат со многу повисоко ниво на оптеретување, кој што има и геостратешка цел покрај поврзување. Видите, имаме Коридор 8, само потребна подобра конекција со Косово, на Приштина излегуваме во Албанија. Имав прилика да разговарам со премиерот Еди Рама во една прилика, сум го зборел ова, ќе го повторам и кај вас. Кога прашав од каде пари, господине премиере, вика не знам. Не ни даваат ни американците, во Европа бевме, се уште нема пари за такво нешто. Ние немаме пари да го финансираме. А ние уплативме аванс, и тоа велат во јавноста 160 милиони евра, а сега добиваме информација дека таа сума е скоро двојно уплатена, а уште ништо не е завршено. Колку месеци поминаа од тогаш. А го оставаме Чеврен игралиште, кој што е стратешки државен национален проект, да го градат други компании. Па, по доаѓање на власта ќе направиме ревизија на овој договори, на овој проект. Но знаете, кога ќе закопате малку подлабоко во тие договори, на крајот на денот ќе видите дека таму во тие договори стојат некои облигации кои што некој ги подпишал, кај што има арбитража, која што ја водат неколку адвокати од едната или другата страна. Не случајно во сите договори се истите арбитри кои што собираат огромни средства на пари по основна оштета и по основна дадена арбитража или услуга. Сето тоа е толку многу криминално и дискутабилно, вклучувајќи го и надзорот, да остава простор за едни сериозни, не само домашни, меѓународни истраги, бидејќи тука не сакам ни да помислам дека се работи не само за домашен, туку и за меѓународен криминал, кој што на крајот на денот македонскиот граѓанин го плаќа. Ако беше донација од странство, нашите стратешки партнери да инвестираа во тој проект, секако е добре дојде. Ние ќе го градиме и ќе го финансираме патот до таа стандардна тонажа од 30-40 тони, и дополнителните сметки нека ги платат нашите стратешки партнери. Зошто? Бидејќи и ние сме составен дел на НАТО.
но видите, тоа ќе биде меѓународен проект. Европската унија рече и се огради од истиот проект, а го турка законот под европско знаменце. И тоа е еден преседан каде со закон беше доделен еден тендер во државата, а се повикуваат на други држави. И јасни беа пораките дека има сериозна злоупотреба на законите со европско знаменце. Зборувавме за парламентарните избори, зборувавме економија, владење на право, но не очекуваат и председателски избори. Вие најавивте дека знам ќе кандидира свој кандидат за председател. Може ли да знаеме кој, кога ќе знаеме кој ќе биде? Видите, политичката партија знам ќе го одржи својот конгрес на крајот на месец февруари и почетокот на месец март, каде што ќе бидат избрани целосно органите и тела на партијата, вклучувајќи целосен состав на извршен одбор, бидејќи во моментов имаме само извршен одбор кој што е составен од 3 члена. Господинот докторот генерал во пензија, доктор Павле Арсовски, господица Жанета од Кавадарци и дополнително господинот Игор Филков од Скопје, но истиот ќе брои 18 члена, свој централен одбор, целосен состав на надзорниот одбор, ние сме временно раководство и тогаш во рамки на постапки легитимни во органи и телата ќе дојдеме до нашите кандидати и носители на листи и секако кандидатот за председател. Ова што ми го поставивте прашањето за името на кандидатот за председател, тоа ќе оставиме на членовите во рамки на процедурите да предлагаат своји кандидати и дополнително тој кој што е заинтересиран да се јави. Димитриевски размислува за има фаворит, може би, кај некој. Секако анимирам многу луѓе, разговарам со многу луѓе со сериозна политичка тежина и ние би сакале да го најдеме вистинскиот кандидат и да го поддржиме кој што на следните председателски избори ќе биде следниот председател на државата. Долго време сте во политиката и сигурно со некој од потенцијалните кандидати за председател и лично се знаете и сте соработувале. СДСМ во јавноста официјално не излегува со имиња, но се шпекулира за поддршка за актуелниот председател Пендаровски, актуелниот министер за внатрешни Спасовски, па тука и генералниот секретар Зечевиќ, како и поранешната министерка за одбрана Шекеринска. Како ви изгледа оваа комбинација? Па добро, нека име сусреќа на сите, тоа се имиња некои кои што кружат по анкетите, нека излезат со најсоодветен кандидат и секако ќе се надпреваруваме. Секој ќе ја даде својата понуда пред граѓаните. Видите, председателската функција за нас, за жал, кај нас е минимизирана, има повеќе протоколарна функција, дури и самиот кабинет на председателот е сведен на тоа ниво, е многу оскуден и буџетски и секако и во делот на неговите инокосни одлуки кои што произлегуваат согласно уставот и законите. И мислам дека нашата борба првенствено ќе биде во делот на изнаоѓање на најсоодветен кандидат кој што ќе биде стожер на државноста од позиција на председател. Видите, вие денеска немате кај да се пожалите. Одите на парламент со иницијатива, не ви поминува ништо, партизирано е, чукате на вратата на председателот, тој ви го подпишува законот на место да го врати на повторно разгледување. Граѓаните сакаат председател кој што ќе биде олицетворение на нивниот карактер и нивниот профил, да биде инокосен во делот на носење на своите одлуки во рамките на законските решенија, па макар и да врати одредено решение. Но од друга страна и да биде доволно мудар и свесен како тоа ќе ја представува државата во странство и како всушност ќе ја представува функцијата или институцијата која што ја води. ВМРО-ДПМНЕ се размислува, барем според анкетите од тамо, професорката Гордана Силјановска-Давкова и професорот Александар Спасеновски. Нека име сосреќа и на нив. Значи, секој политички субјект ги носи одлуките во рамките на своите органи и тела. Исто така и ние ќе донесеме најсоодветна одлука и мислам дека ќе го имаме најдоброто кандидатско решение на следните председателски и парламентарни избори, вклучувајќи ги носителите на листи за пратеници и кандидатите за пратеници во сите 6 изборни единици. И Европскиот сојуз за промени најави свој кандидат, се споменува името на Руфи Османи, поранешен пратеник и градоначалник на Гостивар. Не го познавам господинот Османи,
не се сеќавам и дека воопшто си имам сретнато, но исто така, ако веќе тоа е одлуката, нека му е со среќа и на него. Богатство за една демократија да имате поголем број на кандидати, но најбитно е самата изборна кампања и политичката борба да биде легитимна, демократска и фер и коректна. Колку може да ја смени, господин Димитриевски, политичката слика или ситуација, најавите, па и гласни од некои политичари и аналитичари, дека можно е СДСМ да оди со заедничка листа за парламентарните избори со ДУИ? Во политиката се е можно, не исклучувам таков обид, но како и да е, ние како ново формирана политичка партија Движење Знам сме подготвени и за едно такво сценарио и секако дека ќе излеземе со соодветен одговор на таквата понуда од страна на нашите политички опоненти. А колку во целата оваа ситуација консензуален председател да биде поддржан и од албанскиот и од македонскиот народ, да биде заеднички, е добитната комбинација? Видете, во Македонија имате големи преседани. Например, ви излегува ДУИ на избори под платформа Зелена партија, а всушност се занимава со една радикална реторика која што употребува од време на време и е апсолутно со моноетнички карактер. Од друга страна, овој лидершип на СДСМ служи како еден обичен привезок на ДУИ во власта, кој што не смее да преправи на својот коалиционен партнер. Какви ќе бидат нивните анализи за следниот настап на следните парламентарни и председателски избори е едно, но сакаат во континуитет да наметнат на политичкиот простор еден наратив, дека тие се проевропско движење, тие се проевропска коалиција, проевропска партија, а всушност 1 милиметар не мрднаа напред во делот на евроинтеграциите, освен во криминалот, корупција до гуша. Значи, сите сме проевропски партии во Македонија, зборувам генерално, кои што делуваме, бидејќи стратешката цел на Македонија е Евроатлантскиот сојуз. Подразбира НАТО и Европска Унија. Ние немаме друга консензуална стратешка одлука до сега во рамки на парламентот донесена. Ниту еден друг не се изјаснил во рамките на тоа делување во парламентот дека е анти-НАТО и така натаму, освен некој наратив кој што можеби левица го наметна во одреден момент, но таа е многу во моментов минимално представена. Како и да е. Значи, изборите ќе го дадат својот одговор на сите овие комбинаторики и сите овие опции кои што ќе ги понудат на граѓаните. Јас мислам дека ова ќе биде само еден обид како да се надмудрат или како да се изманипулираат граѓаните со ваквите коалиции. Според мене, секој политички субјект треба да оди сам на избори, да добие одредена политичка тежина и тогаш да ги прават сите останати комбинаторики во делот на коалицирањето понатаму. Какви се нивните заложби, за тоа ќе ги прашате нив да ви одговорат искрено. Јас не верувам во нивните концепти, затоа денеска сите сме тука здружени во нашето Движење Знам за наша Македонија, каде што ќе излеземе со наша програма. Максим Димитриевски, председател на Знам и актуелен градоначалник на Куманово, вечерва беше во Клик Плюс. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Димитриевски, ви благодарам и ви посакувам многу успех на политичката сцена, особено како лидер на Знам. Ви благодарам и на вас, ми беше чест да бидам ваш гостин и секогаш ми е задоволство повторно да дојдам. Поздрав до гледачите. Благодарам вам, почитувани, благодарам за вниманието. Останете во добро здравје. Довидување.